Благодарам на присуството. Ја продолжуваме серијата пресконференции поврзани со криминалите во Електрани на Македонија и во Рек Битола. Би сакале да подсетиме на времето на директорувањето на Васко Ковачевски, но исто така би сакал и да презентирам некои нови аргументи кои што досега не се познати во јавноста. Имено неговото директорување ќе остане запаметено како едно од најкриминалното работење во историјата на Македонија, зашто веќе и Државната комисија за спречување на корупција поведе постапка и достави документи до надлежното јавно обвинителство, по кои што се надевам дека надлежното јавно обвинителство ќе постапи, а доколку не постапи сега, убеден сум дека тоа ќе го направи ослободеното јавно обвинителство после изборите на 8 мај оваа година. Познати се скандалите на Васко Ковачевски поврзани со набавката на мазут, поврзани со работењето на разни компании од типот на СВ Инвест и така натака, кои што криминално работеа во Рек Битола и во Електрани на Македонија. Но исто така, сакам да презентирам еден парадокс од неговото работење. Имено се работи за два тендери, внимавајте, со иста вредност. Васко Ковачевски како директор во периодот кога е директор на Електрани на Македонија дозволува два договори со иста вредност. Договорите се подпишани од директорите на Рек Битола. Па сакаме да прашаме дали е случајно или не што иста компанија добива два договори со иста вредност. Името на компанијата е Рудкоп. Дали случајно или не, Рудкоп добива два договори со иста вредност. Едниот договор е подпишан на 7.6.2021 година, тоа е овај договор, а вториот договор е подпишан на 3.10.2022 година, тоа е овој договор. Двете се со истата компанија. Првиот договор од 7.6.2021 година е за ископ на инвестицијска откривка во рудник ПЈС Рек Битола, а вториот од 3.10.2022 година е ископ на инвестицијска откривка во рудник Брод Неотино Рек Битола. И до тука ништо не би било спорно. Она што е интересно е дека двата тендери има до денар иста вредност, имено и првиот и вториот тендер се во вредност од 708 милиони денари или некаде околу 12 милиони евра. Ова е првиот тендер од 21. Ова е вториот тендер од 22. Она што е интересно е дека вкупната единечна цена по метар кубен во првиот тендер е 1896 денари, додека за само една година таа цена пораснала и во вториот тендер е 2595 денари. Односно вредноста расте некаде за 600 денари по метар кубен само за една година. И иако вредноста на двата тендери е до денар идентична, количината која што треба да се ископа секако дека не е, затоа што во вториот тендер се оди со далеку повисока цена. Па сакаме да прашаме дали е случајно или не што иста компанија добива два тендери во различен временски период со иста вредност од 708 милиони денари, но во првиот случај цената по метар кубен 1896 денари, а во вториот е 2595 денари. Следната работа која што сакаме да ја прашаме е дали е случајно или не што истата оваа компанија добива анекс и на првиот и на вториот тендер, и двата анекси се во иста вредност од 120 милиони денари, односно од 2 милиони евра, па двата договори на крај се во вкупна вредност од 849 милиони и 600 илјади денари, и едниот и другиот, или некаде околу 14,5 милиони евра. Еве го анексот од 2021 година, и еве го анексот од 2022 година.
Па јавно прашуваме, дали е случајно или не, што оваа компанија е привилегирана и за разлика од други компании добива анекс во вредност од 20% од висината на договорот и анексот и во првиот и во вториот договор е со иста вредност. Повикуваме надлежните институции да го преиспитаат работењето на Електрани на Македонија и на РЕК Битола, како и да постапат по укажувањата на Државната комисија за спречување на корупција за работењето на претходниот директор Васко Ковачевски, за кој што веќе има, како што кажав, дознаки, односно представки од страна на Државната комисија за спречување на корупција, а во однос на сите останати, ослободеното јавно обвинителство и ослободените институции после 8 мај ќе поведат соодветни постапки. Благодарам, повелете ако има прашање. Се работи за поврзан случај, имено компанијата Новоматрикс се споменуваше во конекција со друга компанија, таа е СВ Инвест, која што е добро позната на јавноста, и се работи за истиот период за кој што веќе зборував на директорување на Васко Ковачевски, каде што очигледно се правеле криминални тендери, затоа што, како што споменавте, тука веќе има и замрзнување на имот. Јас се надевам дека институциите ќе имаат храброст и до крај ќе испитаат работата на оваа компанија Новоматрикс, да проверат дали воопшто има било каква механизација за да може да работи во РЕК Битола, дали има било какви квалификации за да може да работи во РЕК Битола, дали има било какви стручни вработени за да може да работи во РЕК Битола, или само се работи за параван компанија преку која што биле перени пари. На сите овие прашања треба до крај да одговори истрагата, но исто така се надевам и обвинителството и судството, затоа што се работи за огромен епски криминал. Во врска со набавката на возилата во СМ, имаше реакција таму, дека биле потреба на компанијата, меѓутоа знаеме дека се борат за ликвидноста на компанијата. Уште еднаш ако може коментар. Гледате дека се работи за огромен криминал, ни помалци ни повеќе сега решиле околу, ако не се лажам, 60 на возила да набавуваат во вредност од 1,5 милион евра, што говори дека се работи за едно безочно крадење на одење и да посочам дека одговорност има. Исто така да ги посоветувам оние од кои што се набавуваат возилата, два пати да отворат очи пред да ги доставуваат возилата во Електрани на Македонија и пред да потпишуваат договори, затоа што истрагите ќе се сеопфатни и ќе ги опаѓаат сите кои што се дел од тоа, а тоа ги вклучува секако и компаниите кои што влегуваат во ваков криминал со Електрани на Македонија, така што овој криминал треба да се испита, а компаниите да бидат внимателни во каков криминал влегуваат со Електрани на Македонија и со оваа влада на заминување.